Доктор Владимир Чадиковски, детски хирург и специјалист по детска кардиохирургија. Не е тајна дека е докторот кој што го сакаат и децата, ама малкумина знаат дека во последно време е голем љубител на моторите. Помалку за медицината, повеќе за моторите и приватниот живот, овој пат со мене во студиото на Репортер. Доктор Чадиковски, добро дојде во студиото на Репортер. Добро ве најдов. Те дојде со мотор во студиото или? Па не, ја би сакала да одам со мотор, иначе ќе бев многу по топло облечен, неќе надворе веќе ладно, иако уште возам. Да, можам да кажам дека навистина ми стана една таква пасија да мислам веќе дека не можам да замислам да не возам. Јас стално викам, бидејќи се со еден куп луѓе моторџи се упознав, дека тоа стално викам се на посебна фела на луѓе, посебен начин на размислување и многу ми се интересни во последно време, мислам онака баш се дружам со нив. Викам, мислам вака практично веројатно имам најмал стаж од сите моторџи, али теоретски не им се давам на никој, така да мислам толку сум го научил тоа теоретски. Колку се, зошто се тие поразлични видиш? Сосема поинаква. Па не знам, духот, начинот на размислување веројатно приметувам и самиот, тоа чувство на слобода што го имаш со моторот, ставаш кацига, никој не те знае и возиш, мирисот, ветерот, адреналинот, тоа прави све едно чувство да навистина е посебно. Што се викам, ја легнам и станувам со мислите каде, што, како. Еден куп мотори земав, нешто продав, нешто сочував, имам еден број. Мислам дека станувам веќе колекционер на мотори, да. Колку мотори? Па не знам последниве. Во вашата колекција? Се имам 3 мотори во колекцијава. Од сите 3 типа имам такви некакви кои што мислам ги најдов правите. Ви интересира какви мотори имам? Да, какви мотори, кој мотор во моментов го возиш или како ги менуваш? Прво овој, па сега со овој, па сега. Не сите имаат вечна намена, едниот е тој што најчесто идам на работа е GS 800, тој е BMW, таков патувачки трейлер мотор. Имам R9T, тој ми е како кафе рейсер и обавезно имам олтаймер. Тој е CB 750 Honda, 73-та. На чиста возраст сме. Имам така напишан same age still driving, така да мислам дека ако он држи, вали ја ќе издржам некое време. Е добро, колку сега возење во мотори ви го промени стилот на облекување, пошто стилот, што па и тоа не е. Пошто моторџиите барем се одвојуваат и по стилот на облекување. Не сум таков чоперски тип сега да возам со на голи раце и на кожа. Да, не, за такви кожи не сум, дека тоа се посебна па група на моторџи кои што викам ја чоперисти кои што возат, значи повеќе сум така, кожњаци, не знам, мислам, не е нешто поразлично, али повторно има нешто се купува. Ја не знам, десетина кациги имам, тоа е единако. Нонстоп се купуваат кациги различни, али така, баш едно интересно искуство, пасија, кој што јас стално викам кој вие што се возат со точаци. Мислам, тоа е исто една пасија кој што стално се расправаме со нив. Мислам се расправаме, позитивно дебати се развиваат, дека и они се исто фанатици пасија да водиш секој ден по 100 км. Точаци вакви, точаци мислам идентична е приказната и мислам дека со годините доаѓа една фаза кога нешто бараш, нешто се бараш од тие приказни за да почнеш да водиш. Стално викаат, јас во шала кажувам, онако ќе се знаете кој втор пубертет кој ќе го спомнат годиниве као доаѓаат, па ти си у втор пубертет. И сега вие сте во втор пубертет со моторот? Не, ако е во пубертетот, дај Боже до крај на животот тера, ако е ова пубертетов, добро е. Но главната цел што ја кажувам е тоа што ја мислам дека тоа не е толку ќе се потенцира мажите као ги фаќа втор пубертет тие приказни. Мислам дека има еден период во животот каде што толку време имам посветено на работата, на учење, на праење и толку работи имам пропуштено во тој период, а животот е толку краток да нешто мора, кој ќе го видиш дека веќе назад броиш и едноставно работи кои што не сум можел тогаш да ги правам и не сум бил ни финансиски, ни во можност, ни едноставно мислам дека сега е моментот и си ги исполнувам тие работи кои што сум ги пропуштил во животот. Тука ми го иземе, извини што те прекинам прашањето, колку од една страна адреналин и искриена страст ајде возење во мотори, од друга страна колку тоа те опушта од онаа работа која што ја работиш, која што е прилично сериозна. Неверојатно. Мислам, јас стварно ми стана една пасија која што навистина сум сега ми е криво што доаѓа зима и не знам што ќе правам, веќе чекам да запролети да дојде, али навистина една пасија е невидена. Тој адреналин, не дека нешто сум љубител на некои брзи возења и така натака,
али на мотор кога возиш и пропишаната брзина е релативно побрзо него кој си у кола. И тој адреналин и мислам дека и народов е приметувам последниве 2-3 години дека и возењето низ градот е веќе порегулирано ради сообраќај, заради полиција и така натака. Ретко гледам веќе она порано што беше не по па да, многу булевари. поретко. Ја мислам дека поише гледам сега диви возачи на аута што возат како полудени, него моториве што ги гледам, бидејќи моторите се навистина се повеќе со популаризирањето на моторите. Ја мислам дека главен проблем прават што даваш дозвола за мотори на 16 години, на 17 години. И они уште не знаат возило да возат, не знаат знаци, уште ти му даваш мотор да речеме кој што може вози 100 на сат. И тука ја мислам дека иначе ти кој ќе почнеш да будеш повозрасен, веќе ипак си возил, не дека не може да се деси нешто. Тоа сакав се Али повторно е адреналински така. Пак имаш представи, пак го знаеш градов, знаеш улици, знаеш знаци, знаеш. Разговор го правиме во ноември е месец на машкото здравје. И оваа година Скопје беше дел од на глобално хуманитарно движење, джентлмени кои што возат мотори низ Скопје, да. И пораката која што нели е да се упати со тоа дефиле по скопските улици е всушност борба со ракот на простатата кај мажите. Колку сметате вие дека мажите се грижат за своето здравје и која е пораката на ова глобално хуманитарно движење кое што е и Скопје последни неколку години? Па ја по принцип мене секогаш ми биле глупави. По принцип дека тој месец не знам за која болест, тој месец не знам за која болест. По принцип или се грижиш за сопственото здравје или не се грижиш. Gentleman's Right имаат одлична порака и се однесува конкретно за болеста која што е на денешницата и голем број на мажи го имаат тој проблем. Исто едно прекрасно искуство, едни многу пријатни луѓе, сам претежно со нив се знаев и од порано. Тогаш собираме на поголема група на луѓе кои што возиме мотори, го проаѓаме градов. Промоцијата е тоа кој што напоменавте, кој што кажавте сега има во делот на прашањето. Стварно треба да присуствувате. Нареден пак ќе викнам, едноставно е работа која што не можам да ви опишам. Еден куп мотори собрани, еден звук интересен, движење на така. После тоа има и дружба. Сите беа во костуми, вие повторно бевте во кажњакова година. Да, не може, веќе реков, ама ставив шал, имав шал. Добро, тоа бил елегантен момент. Имав шал стана, да, тоа викам ипак не може, мислам ја они се сите така беа облечени, стварно супер ликови, мислам онака дотерани беа, мислам европски. И тоа мислам беше и потенцирано, го имаше и по медиумите и така натака. Ја не можам, стварно, мислам им реков ќе дојдам, ама не можам да се облечам така. И ви прогледаа низ прсти, ми прогледаа низ прсти, да, и нареден пат обеќе брат ќе става може и елече некој ќе видам. Али не, навистина, преубав настан и сите тие настани ги поддржувам, еве и за точаци да си, за сите овие што се организираат работи низ Скопје во мора, мислам не постои друг начин освен да се промени свеста, тоа е најтешко. Бидејќи сум се наоѓал во такви ситуации кога сум сакал поврзани со здравје, со деца да менувам свест, мислам пари ќе најдеш, инфраструктура, дури доктори ќе најдеш и сестри ќе најдеш, али свест да промениш е мислам најтешко. Моторите се неколку години, ама медицината е она за кое што сте врзани од средна школа, поставам така. Медицина, веќе ќе браште кога сум заборел. Која не сакате да ја зборувате со колегите? Сум ја заборел. Се шалам. Од каде љубовта за медицина и вие и вашиот брат? Да ви кажам, сум заборел веќе. Оддавна беше, мислам, и од средно. Почнавме двајцата, иако брат ми заврши исто медицина, он е многу успешен сега, можам да кажам, бизнисмен, живеат со снаат и со двете внучиња мои, неговите деца, во Софија веќе 10 години. Така да он многу малку ја осети медицина. Беше кратко волонтираше на абдоминална хирургија и после тоа почна влезе во тие води, така да на некој начин воопште не се ни занимаваше директно со медицина, иако е поврзана со медицина, работи во Хофман Лароше директор. Фирмава што е за хемотерапија и така натака. Моја љубов, не знам, почна од средна школа, почнавме да некако влегуваш, и денеска што се млади. Тогаш немаше ни толку серии кој сега што има овие што ги даваат за доктори и така натака, за да може уште поише се постиму, да засакаш, али у моментот некако започнува таа цела приказна и уште трае, не знам. И мислам дека успешно ја тераме. Се надевам со хепи енд цело време, али така, интересна, мислам, професија, би ја препорачал
на многу, али многу жртва, многу работа и така. Добро се запишавте во средното медицинско Панче Караѓозов, така? Така, И од она што успеав да го дознам за вас е дека сте имале проблем да ги убедите со учениците дека не сте со врски, затоа што вашата тетка Славјанка предавала латински јазик. Да, тетка ми предаваше, она беше... Толку беше строга или денес ќе признаете дека сте биле со врски? Па не, она да ви кажем искрено отиде у пензија, бидејќи она беше од тој стар ков на професори, кој што кај не замислам тоа врски беа некако не замислио, татко имал двојка, мислам латински брат и сестра се. Голема разлика, така да сега кажам да на полагање бил, кога можел брати да биде на полагање. И она мислам дека на крај за мене у пензија баш заради тоа дека веќе не можеше да ги издржи тој притисок од тоа, од кецови петки, од двојки, петки и така натака. Па не знам, ама пак ќе кажам тогаш да, пробуваш да ги убедуваш дека не си со врски, па валја покажа времево дека не сум бил баш со врски толку. Али друго време беше. Сосема друго време беше навистина на конкуренција невидена. Мислам, еве кажувам и моја генерација, можам да кажам бар дека едно 70% од моја генерација се екстремно успешни во сите професии кои што си ги работат. Една генерација на вистина која што буквално тоа, мислам пак ќе потенцирам и се и во политика биле, и во бизнис, и во медицина, сите се стварно успешни. Мислам онака баш кога ќе ги видам викам браво свака час колку догурале. Али пак едно интересно време, средно медицинско беше чудно некако дека медицинска сестра, па не знам, кој ќе ти изберат за најдобар ученик, искачеш дека си најдобра сестра. Така да, интересно, и после тоа на факултети. После тоа запиша на медицинскиот факултет, како изгледаше приемниот испит во универзална сала сте? Тотално различно од сега, немаше тоа. И зошто во универзална сала се... Па тоа имаше огромна конкуренција, се полагаше... Колку сите сакаа доктори да бидат во тоа време? Па не знам, беше последно време па чував во универзална, не само што полагав, туку после неколку години бев пазач. Тие што полага исто после тоа, беше универзална сала, клима 0, значи унутре 600 степена. Се полагаше еден ден биологија, еден ден хемија. Што да кажам, не све си се паѓаш, мислам тоа беше стрес, мислиш на Харвард идеш, али целата работа беше, конкуренцијата на вистина беше голема. Првите сеќавам од кога се упишавме на... Ја бев, на вистина карев беа тогаш страшно јаки. И сеќавам првата група бевме по 20, само ја бев од медицинско, бидејќи само као првите 20 што влеговме, другите беа сите од карев. Па други после, но тоа беше од една група од друга група по еден бод сгрешен. Мислам, таква конкуренција беше. И пак ќе кажам, пак генерацијски се сите одлични, можам да кажам, успешни. Во времето кога студиравте медицина, колку тоа бараше одрекување од излегувања, од дружби со пријатели, затоа што тоа важи за релативно тежок факултет кој што се студира 6 години? После го сменија, ја бев последна, мислам дека бев последната генерација каде што немаше како сега завршуваш трета или четврта, точно не ми држите да збор, и после тоа веќе немаш услови. Па можеш да студираш 20 години ако сакаш. Кај нас беше година за година. Значи изгубиш година, паѓаш. Нема она пороаѓаш па и така, пак ќе потенцирам страшно квалитетна генерација, борба беше. Дори имаше време да излегуваш, да се дружиш, каде одеше во тоа тоа време? Па не, мислам она преку недела беше стварно беше ретко искачање, морам да признам. Пак тоа се враќаме на првото прашање што ми го поставивте. Навистина беа дури факултетот, ја стално викам факултет кој ќе завршиш кај нас бидејќи е голем дел е Вук Караџич. Знаеш, сам седнуваш, учиш, полагаш, вежби имаш, немаш, кој ти одржал, кој не ти одржал, мислам дека и сега е исто. Системот е таков и таму сме кај што сме заради тој систем. Но медицински факултет завршиш на медицинска азбука. После тоа почиње уствари главната работа, во кој правец ќе отидеш и кај ќе се насочиш. Али е навистина тежок, како мушки седнеш да го учиш, навистина бара многу работа. И е тежок факултет. Многу непреспени ноќи, испити, големи книги. Пропуштени дружби од диско и во
Па да, можам да кажам, и се искачаше, дури и тогаш не беше ни такво време како сега. И тоа морам да споредам, макар делувам многу како стар да сум. Па не делува како стар. Него стари сме. Не сме многу млади, да, тоа сме бил обелен сум дека да малку. Нема врска тоа. Уште се чувам од таа приказна, да не го кажам. Белите влакна значат богатство, ајде да свртиме побава приказнава. Да, така да се така делува, ќе кажам у мое време, у наше. Па добро. Па не, имавме другари, бевме од уште сум, мислам, таму дека не сум веќе другар со тие што се од осмолетка што се дружиме, значи никој од нив не е на медицина. Умеѓу време нормално се појавуваат и други во тек на студии, моторџи сега, значи имам луѓе со кои што се дружиш, кои што ја стално викам со другариве што ми се од детство, можам да не се видам и 6 месеци, кои ќе се видам као вчера да не сме се виделе. Претежно се дружам се со луѓе кои што не ми зимаат, што не ми даваат негативна енергија, не можам. Мислам, мора да е онака тоа позитивно, бидејќи толку малку време имам слободно, тоа време што ќе поминам, сакам да ми бидам релаксиран, бидејќи све другото толку ми е тешка работа во сев моментов да стварно ми е онака секое слободно време да гледам да биде квалитетно време. И што е најинтересно, најмногу од све се грижам за себе, тоа морам да го сменам, бидејќи ако кажам стално кога сум идел на емисија, ќе те прашат што јадете, ти кажеш као здрава храна, докторски. Катастрофа. Да, катастрофа. Мислам, тоа е, викам, ќе ме демантираат одма, така да... Не здраво се храните? Готвите? Сега веќе кога... Не, уште не сум дојден таа фаза, таа изглед доаѓа, онако што има графит у Србија, пихти иде с годинама, она паче иде со годините. Аха, добро, после 50 веројатно има време, да. Имаше една година. За допача? Да, допача. Ау, не. Да, и така да... Уште не сум доен до готвење. Гурман сум голем, сакам храна, али мислам дека таа е покасно доаѓа тоа готвењето. Иако имам другари кои што се страшно, кои што се дружиме сега, кои што стварно сакаат многу да готват и да спремаат, ја не сум се уште. Поише би... Во таа фаза? Да, поише сакам да јадам него да спремам. Добро, која ви е кујна омилена? Кога некој ќе ви спреми да речеме, тогаш зашто се одлучувате? Не, италијанска храна ми е, тоа ми е. Мислам, фејворит? Фејворит, одма менјам тоа све што е со италијанска храна. Така да тоа ми е така паста, ми е се што е поврзано со Италија ми е така слаба страна. И па сега да не е ни случајно Италија, нели обично ќе ги прашаш италијанска храна, шпанска, мексичка кујна. Италијанската храна е врзана, претпоставувам, за вашите две тетки кои што живееле во, или не знам дали се уште живи, во Удинези во Трст, така? Да, одавна е тоа све. Ја сум заборела, убав период беше. Сте оделе со 101 до таму? 100 кец? 100 кец, да. Медитеран со зелени стаговишта. Како изгледаат тие вожњи во еден ден од Скопје со 100 кец? Па тоа се тргаше, не знам дали се ќе се тргаше, у 3 саца бајле се трга. Така. У 3 да те фати ладното, мислам, кога ќе стигнеш веќе бидејќи клима немаше нормално. И се патуваше. Ама тоа беше Југославија и нема граници, нема леташ. Може да се сетиш на тоа време како изгледале тие ваши патувања до таму, колку дена си останувал во Италија? Па седевме цело лето. Идеше од што да 14-15 години одевме. Секој лето по 3 месеца бевме во Италија. И викам што сакаш од држава што измислила Ренесанс. Мислам, се што ќе фатиш таму е убаво. Дали ќе фатиш од значи држава што има се, од планинскијање до мориња, до култура, до уметност, до естетика, држава со естетика. Мислам, како све е естетика. Од храна до мода, до све. Мислам, од спорт, знаат да го живеат животот. Дури ги гледам и хирурзија кои ќе ги споредиш со колеги што ми се од Германија, е посебна приказна. Значи он работи што работи до некое време, после тоа го прави тоа кој што е германецов е германец. Мислам, тоа води до крај, знаат да го живеат животот и затоа сме поблиски до нив. Али Италија, што знам, посебна приказна. Ние од Трст и Удин идевме многу често. Мислам најмногу. Тој дел целиот секое лето нагоре надоле, Лињано, Олфалконе, нагоре, тој целиот дел кај што беше. Храната тука ни влезе. Чивијата веројатно за тие пасти, пици, све могуче што е поврзано со Италија. И така, убав период морам да кажам. Знаете италијански? Научивте ли таму нешто за тие лета, попинете како е тоа можно? Не завршивме, не научивме ништо. Така остана. Што може требаше. На некој курс. Али лежи, сега ќе слушнеш, поише ми лежи. Музиката сакам италијанска доста така. Така, слушате ли музика во операциона сала? Операциона сала? Филмови го гледаме, не, се врти музика, али има моменти која можеш, бидејќи се кардио траат, операциите се долги и може да се деси да
Ако стане тензично да кажеш гасите музика, Така. мора концентрација, иначе тоа тивко иде позади секогаш. Бар кај мене. Од секогаш, мислам, не од сега. Добро, работите една професија која што воопшто не е лесна, особено затоа што работите со деца. Сега веќе тука ми се наметна и прашањето, или малку посериозно, не за мотори и слично, која што е поврзано пред се со вас. Работите професија која што е прилично тешка. Какво е чувството кога имате дете во операционата сала? Ова е најтешкото прашање, признајам сите. Сега да видиме да 22 години работам со деца, но кој ќе ги споредам, бидејќи од тие 22 години поминав повише типови на интервенции кои што се поврзани со различна патологија и различна тежина, дека сум детски хирург, па дојдов во една фаза, едно 5-6 години поминав со трансплантации и буквално онака се посветив доста со тоа, и фондации, и операции, и едукации у Белгија, со години и у Брисел и така натака. Да после се свртев кон кардиохирургија 2013 и еве, таа приказна залепи сега најмногу, се најдов во таа приказна, дефинитивно. И за разлика од овие други, кај што се повеќе насочени на one man show, значи зависи од тебе, овде е комплетно тимска работа. Значи ти може да си најдобар кардиохирург на свет, ако го немаш тимов околу, значи резултатите се катастрофални. И пак ќе кажам, најмногу горд сум на тоа што успеав за овие скоро 10 година од кардиохирургија да направам тим на кој што како фамилија сме буквално и така и функционира целиот тим. И од доктори, и од сестри, и така еден тим сме од 30 на 40 луѓе, кои што можам да кажам дека и затоа има резултати од целата работа, бидејќи сега да речем јас сум овде со вас, има у моментот на кај мене одел 10 деца оперирани, бебиња, значи вкупно има килажа околу 30 кила се сите заедно. Значи ако гледам телефонот дека ми звони, Да. Значи треба да е нешто што бара за мене, да е нешто. Иначе по принцип не мислам, бидејќи знам дека тимот што ги води таму се моментов децата се комплетно згрижени, за разлика од порана кај што бев цело време натака. Сега сум навистина онака мирен и мислам дека завршив добра работа. Баџи Бадем сте? Баџи Бадем сум 2 години, да. И пак не ми одговоривте. Какво е чувството кога имате дете во операционата сала? Тоа беше интересна работа, како стареам, мислев дека ќе бидам по еве се кажеш професор и толку деца се поминати бројка не знам. Си поконзервативен, тоа е најинтересно. Помалку сакаш да ги оперираш него си помлад. Не ги проаѓам. Мислев дека посилен ќе бидам и полесно ќе ги преживувам, бидејќи нормално немаш секогаш резултати кои што сакаш. Се уште ми изместуваат губитоци и не е лесно, но на крај на денот бидејќи кардиохирургијата е таква, за жал одреден број на деца не можат да ја преживеат интервенцијата заради комплексноста, тежината, повеќе мани и така натака. Тоа што те води понатака, кога ќе знаете дека не де Боже некој дете сте изгубиле, наредните денови искачаат други деца и гледате фамилиите среќни со своето дете, едноставно тоа ве тера да продолжите со таа работа. Иначе да речеме дека имате таков момент, ја наредниот ден одложувам интервенции неколку дена за бидејќи мора целиот тим да легне, бидејќи навистина се случува да се деца поготово кои што долго време во интензивна ние се соживуваме со фамилијата и живееме со таа фамилија, едноставно тој губиток е страшен и е навистина тежок и не проаѓа. Мислиш дека ќе помине, не проаѓа. Тоа и сега сакав да ве прашам колку се врзувате со децата, со вашите пациенти и нешто што повеќе ме интересира е на кој начин успевате да ги охрабрите родителите додека чекаат пред операционата сала? Па, видете, тој америчкиот систем, например, нема во оваа ситуација кога се работи за кардиохирургија, каде што вие очекувате дека може да има и лош исход, пред да се влезе у сала се кажуваат сите работи. Се кажуваат сите добри, се кажуваат сите лоши работи. Се кажуваат до детаљ сите работи кои што може да не снајдат во ситуација, бидејќи веќе и у кардиохирургија помина повеќе од 1000 деца. Скоро све имаме, да не кажам видено. Бројката веќе секоја година е се поголема и поголема. Сега ги покриваме дека пациентите од Косово. Значи Албанија се преговара. Значи сега ми кажам дека регионално веќе ја покриваме целата работа и на некој начин влегуваш во еден систем кој што
родителите, јас на пример дека многу и трудници разговараме и кога се разговараат, тие се најтешки. Стално викам разговори. Значи тие на пример ја кога се работи за трудници никад не наплаќаме, тоа е све бесплатно, поготово кога се работи за такви работи, бар кај мене никад не се, бидејќи збориме долго траат тие разговори. Вие треба да разговарате со фамилијата, да им кажете дека треба да се бориме. Значи тоа е навистина, они имаат огромен број на прашања и тоа трае. И мислам дека некогаш е потешко од операција по мене. Мислам ја потешко ги поднесувам тие работи кои ќе треба да, ако имате 2-3 трудници од денот кои што треба да објасните све тоа, е потешко да го завршам интервенција. Така да пак ќе кажам, работа како вашава. На некој начин јас стално викам има секоја планина своја тежина, по принцип е рутински, сабајле дојдеш, мислам тоа е пак ќе кажам нешто што сме учеле, за нешто сум работел и стално сум рекол никад не би работел нешто што не го знам. И тоа стално сум го потенцирал и затоа никад не сум интересирала ни политика, ни сите тие работи, бидејќи не знам. Мислам, не знам тоа да го работам, не сум скроен за таква работа. И затоа сум останал само на оваа работа и така. Мислам за тоа. Колку најдолго траела една операција и кога завршила, кога сте излегли од операционата сала, што прво сте помислили? Не, прво, додека трае интервенцијата, беве се последниве 2 дена имавме една од најтешките диагнози. Едната и другата операција беа на бебиња од по 2,5 килограми. Денеска беше слободен ден, па успеавме да се организираме, да се видиме, да. Значи, двете операции трае многу долго. Едната и другата ден по ден беа по 10 на часа. 10-11 часа трае интервенцијата. У моментот док работите не приметуваат, искрено. Дури кога ќе заврши интервенцијата, осеќате умор, жет, дехидрирани сте и така натака. Но све се заборава кога свето добро. Ќе заврши све добро и кога гледате, кога ќе кажете информациите на фамилијата, ве гледаат горе, ве чека со часови и све тоа кога ќе се пренесе е убаво чувство. И мислам онака ве исполнува. Јас стално викам од ретките професии кои ќе легнеш у кревет, дента знаеш, вечерта знаеш што си завршил дента. Буквално како поминал денот и викаш легнав денеска знам што направив. Нешто добро кое што те тера другиот ден да продолжиш и така натаму. Добро, уште едно прашање само околу ова, дали оперирате секој ден или има одредени денови кога се прават овие хируршки зафати? Па, интервенција. Кај нас кардиохирургија мислам тоа не е проблем, да речеме ние се имаме листа на чекање од 20 деца кои што треба да се оперираат. Во моментот тоа јас стално викам кај мене не треба врски. Буквално бидејќи секое дете кое што му доаѓа редот во однос кога е најидеалниот период, кога му е најсоодветна операција, бидејќи ностоп има новородени. Вие ќе закажете може за утре операција, ќе се роди дете кое што е поитно, вие мора да влезете со тоа дете. Проблемот е што во кардиохирургијата не е како да оперирате хернија, кила или слепо црево или така натака, каде што знаете дека за 2-3 дена он ќе си оди дома. Кај нас може се деси деца да лежат, имале деца лежат со месеци. Денеска ве ви кажуваме, емисија имаме детенце кој што ми е многу драго, кој што после колку е сигурно 90 дена на машина од 2 операции тешки на срце додека лежеше, детето денеска се спои со мајката. И им сме многу среќни, бидејќи на вистина дете во прв пат денеска се спаја после 90 дена на интензивна нега. Значи не можете да примите од денешка да речеме ние неделава секи се оперираме 10 деца и да не знаете после што ќе направите. Значи мора некој да излезе за да влезе друго. И во зависност од динамиката така ќе правиме и програмата. Значи да, еве се имаме сериски пример, вчера и прекчер имавме 2 деца, денеска нема понеделник и вторник имаме други 2 веќе излегуваат, влегуваат, значи еден динамичен процес е, али нормално се што е итно се влегува одма. Така да нема дилема, али хронично ги тераме, значи бидејќи моментот ако имаме 10 деца мора некој да излезе, не само да ги сместиш па да не знаеме, значи мора да имаме резултати. Заради тие причини има динамика на движење. Добро, за докторите важи правилото дека секогаш нели се над емоциите и се поставуваат над ситуацијата, меѓутоа ето вие имате син кој што има 9 години Виктор. 9 години Виктор. Ама сега кога Виктор ќе се разболе, како вие не како доктор, колку доктор Чадиковски сега како татко реагира во таа ситуација? Морам да признам дека најмногу кога Виктор среќа да чукна му дрво е здраво дете од аспект на тоа, многу ретко се разболува. Се погодувало што е уште пострашно да ја кога не сум во Македонија и најмногу сопругата
било со него моменти кога он бил болен да бидам ја не бидам во Македонија, што е уште по. Но нормално имаш се колеги ќе го превземат, ќе направат, ќе помогнат, али морам да кажам дека среќна околност не бил болен така многу често за да нешто висиме по болници, али не е се едно, тотално е различно. Мислам не може да се спореди. Покажувам една нервоза и преку нервоза го покажувам стравот, веројатно. Пробуваш да си смирен, али пак мислам дека сопругата е она која што го контролира. Сопругата е докторот, претпоставувам. Да, она е докторот на поише знаеме. Не ми слуша, она ми вика јави му се на тој колега, праша го што е со детево. А ти се да речем може и шеф да си му на тој колега. Така. Али апсолутно се слагам со неа од тој аспект, бидејќи не си објективен, ту си поише субјективен и поедноставно е некој кој што не го знае детето да го води и така и правиме, бидејќи си имаме доктори кои што го водат него, кои што му се као матични и апсолутно што ќе кажат, ја слушам, не се мешам. Тука веќе не си доктор, тука си татко, претпоставувам. Тоа шкјутам како ќе кажат, така правам. Добро, ја спомнавте сопругата, не зборувате многу за приватниот живот. Меѓутоа, сакам да ве прашам колку време сте заедно, колку ви е поддршка во сето ова што го работите и претпоставувам дека таа не е доктор. Она не е доктор, да. Па, судам, ние сме долго години заедно, некој судам, мислам, 2001. Колку години се тоа веќе. Јас сум тежок, мислам, лик, тоа дефинитивно треба некој те издржи, овие сите години. Не сум за фалење, бидејќи, ама по принцип, кој ќе видам и се споредувам и со колегиве надвор, мислам дека и професијата, многу часови надвор, многу треба некој тоа све да го толерира. Јас стално викам, сум човек со многу мани, али веројатно и професија прави да си ти малку таков чуден, што викам ја, да си не секој дневен, она дојди 3 сат, пазари, викенд, ова, значи нема кај мене тоа све, што викам драгстор шема, значи не се знае која, бежа тука се право да отидам, да се јавам, не доаѓам дома, има ова, има она. И тоа трае, тоа не е денеска се случува, тоа трае со години, навистина треба некој да те трпи у таа цела приказна. И она е таа што ја држи, мислам, фамилијава дефинитивно. Она е правник, политички науки, човечки ресурси, магистар во Министерство за труд и социјална политика работи. Значи не е поврзана со мојава професија. И така, се надевам уште ќе трпи, тоа е. Гледам и Незе, и Виктор, и Елена, и Виктор да ги колку што можам за овие години, бидејќи се некако појавна личност станувам и гледам максимално да ги заштитам од надвор од сите тие проблеми, или пак ќе кажам, мислам, далеку од идеален. Ако тоа луѓето те идеализираат, не е така. Нешто мора да пати оваа приказна. Ако е нешто те дига, друго те спушта и така прави животот еден баланс кој што пробуваш да го избалансираш, али некогаш и тешко. Добро, да ве вратам малку сега и во детството. Вашиот татко го создаде и го изгради театарот за деца и младенци. Претходно работел во драмски театар. Она што прочитав за вас дека вие и вашиот брат сте морале да дојдете на секоја представа и премиера. Колку беше тешко да се седи на представите? Тоа беше како дома да сме, мислам, тоа театарот беше дома. Мислам, тоа не беше дека нешто мора да се оди, значи тоа се одеше у театар буквално као да си дома. Татко ми исто беше така посветен, некако веројатно карактерно сме слични, јас и он, повеќе ја и он него со брат ми. Он создаде нешто што така, пак ќе кажем во некој друго време, идеалистички, создаден театар кој што е навистина сметам дека е може да се гордее градот и државата. Немаше никогаш национален театар за деца, еве го се си функционира, беше многу наградуван, представи така натака, али не вие пораснавме. Значи дома кај нас никогаш не се зборуваше за медицина. Се беше поврзано со театар, со премиера, генерална, сеја ќе имаат тоа стресови. Сето оваа дистанца кој ќе испоредам неговите стресови со моите стресови малку дело чудно. Али тоа е страшно, како ќе помине премиерата, мислам, тоа беше. А тоа дистанца како може да помине премиерата, бидејќи толку е навежбана таа премиера да луѓето си ја знаат работата и си проаѓаше како што треба да си помине. И беше така, дома беше врв улица, само доаѓаа глумци, режисери од цела Југославија, од кај не доаѓаа. Тоа сакам да прашам, кои све од популарните глумци и режисери дошле кај вас? Кој немаше? Уметници кај вас дома? Па не знам, сега колку сам вака што интересно е за медиуми, пример, беше Арсен Дедич и
посебен лик, мислам, он почина, нели, али ја мислам, ја неговите песни никад не сум ги сакал. И тоа беа песни на моите младост, а не беа на моја младост. И така, никад ми биле вако, али ја викам, луѓе, таков интелектуалец немав. Што сакате да зборите со него, он све знае. Сака да зборите медицина, он за медицина збори, ама тоа у детали, мислам. Зборите за македонска музика, он збори за македонска музика, да. Мислам, онака е духовит, мислам, бесконачно. И од режисери Паоло Маджели, не знам, све, мислам, сите што ги знаат, од Горан, мислам, не знам, сите, што ги познавате, Македонија, Југославија, Бранко Коцкица, значи сите овие што се со деца од бивша Југославија, сите доваѓаа, му беа гости во театаров и ние автоматски по процедура идев. Али беше друго време, мислам, драмски беше друго време, таму беа сите овие легендарни великови што се од драмски театар тогаш. После се преферна театарот за деца, беа млади глумци, сега веќе искусни, тогаш кога започнуваше беа многу млади сите, као и ја што бев веројатно. И така, еден убав период, морам да признам, еден диапазон на работи кои што не те ограничуваат само за медицина и мислам дека може и страста за сите овие други работи да не бидеш само ограничен медицина, може и тоа има свој придонес. Уметноста, претпоставувам. Добро, дали сега одите, ајде ќе иземам пандемијава сега овие 2 години, нели, мада сега почнаа представиве повторно да играат на репертоар. Колку често одите сега во театар, затоа што сепак сте... Сега не сум бил, да ви кажам искрено, оддавно во театар, не се ни сеќам последен пат, супругата знам оди се уште, јас не сум бил, и пред ковидот. Некако, кога тие татко ми у пензија, некако не од аспект дека не сакам да одам. У Белград бев неколку пати сега, прошто не знам кога бев последниот пат, бев на неколку представи. Случајно се погодив таму, па затоа и бев. Иначе на вистина толку малку имам слободно време сега. Мислам дека би сакал да отидам. Сега и со ковидов стварно малку тоа све се измести. Се надам ќе се вратиме нормала брзо, па ќе почнеме пак да идеме, не знам што да ви кажам. Дебарчани сте по потекло, надалеку е позната она мијачката дека мијаците се секаде директори и убави луѓе и способни и така натака. Најбољи. Ама вашите кумови се галичани. Да, само фамилиарно е тоа све, тоа исповрзано. Добро, кога ќе седнат галичани дебарчани на маса, сега има ли малку препукување кој? Па не, сега некако тоа се разрече. Порано беа тие татко и мајка ми се родени од Скопје, по потекло сме од Дебар. И уствари цела фамилија што се дојдени од Дебар, се 39-та, 38-та, не знам која година се од Дебар мало. И моите татко ми е роден во сега Вардар Мебел, како се вика оваа зградана, а мајка ми кај Крукчето, кај Крук, кај Фичов, тука е родена. Ма Скопје било тоа, тука Маџар мало, Дебар мало. Тие било тоа, натака Карпуш не постоело ништо. И после тоа сите живееле таму, земјотресот, поплавата и после тоа све е раселено од Дебар мало. Ја не знам дали некој од дебарчани останат од Дебар мало, да ви кажам искрено. Па не апдейтовано е Дебар мало. Не знам дали некој останат од тие од Дебар мало, бидејќи све е тоа отидено на страна, не знам ни кај се. И така, има една мислам, баш онака еден период кој што пак кој ќе ги споредиш работиве се различни. Порано моите целата таа нивна екипа што ви кажам, јас се децава ние некои се гледаме, продолжуваме да се гледаме и така натака, ама некој што беше порано. Морам да кажам. И добро, и Фрејска ви кажа пред почеток на емисијата, онаа дебарската Стамбул гори, Дебар ке плати или Дебар го гради. Истина. Зошто тоа толку ве тера да се удирате во гради, дека дебарчани се нешто посебно? Па и Стамбул го градат? Не, више, да, можам, не знам, ние сме веќе скоро син ми веќе трета генерација, веројатно ќе се разречи тоа, веќе се забора. Ја од Дебар 2 пати у живот сум бил, што е трагично, сум прошол. Дебар Дебор, да те поправам, да. Така е. Али да тоа, бидејќи и вие сте, како што знам. До тој крај, така да. Али што знам? Ја мислам за галичани е повеќе сега, да си го имам поштованието. За дебарчани е исто, ама да не знам, али мислам дека галичани се повеќе од тој аспект. Повиш имаат поговорки со Гари, Лазарополе, тоа е тој целиот регион таму, така да не се знае кој повиш. Вие сте познат твитерџија, дали имате добиено некоја твитер награда и вашите твитер размислувања многу често не само што се споделувани на Инстаграм стори, туку се прилично влијателни. Па не знам, ја една интересна работа морам да кажам. Јас да речем имав, не знам, отворено Твитер оддавна.
не знам која година, ама тотално не го разбирав, не знаев како се пише, ни што се прави. И на еден разговор со Томче Корнер, морам да кажам јавно, бидејќи он ме натера, абе Чадик земи, види Твитер, интересна работа е, треба да кажеш нешто тебе ова веќе вака онака. И сега кога си претежно се псевдоними на Твитер, јас сум со име и презиме, значи ја све што ќе напишам до тој степен има критичари на Твитер, не можеш ни ако македонски направиш грешка те коригираат. Значи запирка кај ќе ставиш бидејќи си име и презиме. И сега се очекува од тебе да биде сето перфектно скоцкано кога ќе го направиш. Твитер е посебна приказна, значи Facebook немам, Instagram имам. Твитеров е медиум. Значи тотално е различно од све друго што е. Гениални ликови има, морам да признам, има секакви. Таму све и свашто има на Твитер, али има и гениални ликови. Претежно тие ги следам и имаат навистини се креативни и онака буквално да те насмеат, кој тоа е толку саркастично убаво напишано. Умората на завидно. Направено, да. Се трудам навистина колку што бидејќи навистина и внимавам. Тоа што ќе се напише знае да се извади по портали. Не сакам, не сум човек што некого напаѓам, сакам да кажам свое мислење, нормално. Награди не мислам тоа, Добро, не знам шалам, тоа. пошто нели Твитер доделуваше награди. Има награди, ама тоа не сум, Так. не сум ни обрнал внимание толку дали ќе добиам награди, нема добиам, едноставно најдраго ми е што можам да објавувам работи на успесите на тоа што го работиме, луѓето да гледаат дека не е се така црно, дека ипак нешто се прави позитивно во државата и дека правиме нешто навистина добро. И така, мислам дека интересно е, на моментите фаќа така, па после пак повторно се активираш. Добро, Али што е си медиум, буквално е медиум, се внимава. Кога ќе напишеш некој твит и кој ќе заврши тој по порталите и по медиумите, многу често се случува, очекуваш, што си викаш тогаш, чекај, ама напишав само еден твит. Не, да речеме претежно све е тоа супер. Луѓе, на пример, не се десило некад од тоа што сум напишал да имам некаква, не знам, посебна критика, бидејќи навистина ви кажувам, внимавам. Не сакам никого да навредам и не сакам, тоа е мое мислење за ситуацијата, дали е тоа со здравство, политика или што и да е. Најфасциниран бев и запрепастен со вакцинацијава која беше тоа. Мислам, Беше еден твит. напишав твит за видејќи имаше некаква сцена се случи, напишав еден отворен твит не напаѓајќи никого. Па тоа таква лавина на негативно, мислам да се напише за нешто што кажам ја мое мислење, ако сакаш не се вакцинира, Па беше да се вакцинираат луѓето, ама... Па да, ја лично сметам дека јас сум вакциниран, све дека не постои друго, како се заштитиш? Не постои. Значи, едноставно, агресивноста на тие што дека се дискриминирани, дека треба до тој степен да бидат агресивни, да напаѓаат заради тоа што ти сакаш се вакцинираш, државата си има став. Значи, ако во држава се вакцинирале милиони кусур луѓе, остатокот се деца, значи овие милиони 800 или не знам колку милион луѓе што се вакцинирани, валја имаат исто право да се заштитат на некој начин ако ти сметаш. И јас стално викам, најинтересно ми е кога доктори се антиваксери. Значи ти да завршиш медицински факултет, имаш испит што се вика инфективни болести. Во инфективни болести има едно 10, 15, 20 болести кои што се искоренети со вакцинација. И стои. Значи мора го научиш тоа. И тебе професорот кој ќе те праша за таа болест, има два моменти. Или не си одговорил точно, или си лажел и не веруваш во тоа, или со врски си завршил факултет. Не постои друг начин да го положиш испитот, а тоа прашање да не го одговориш точно. Како? Мислам, јас стално викам, што очекуваш да ти се деси од вакцината? Значи, илјадници вакцини се примени. Ја требаше да идам во Африка, не во Африка, во Еквадор. И сега и вакцини примив, не само што се запали таму вулкан, нешто, не знам бако, па се одложи патувањево. 7 вакцини, 5-6 вакцини примив за тифус, за хепатити. Па еве, не знам. Не те пушта, значи не можеш да влезеш, жута треска, не знам жолта треска, не знам хепатит А, хепатит Б, маларија, апчиња, пиење, спремање. Значи еден куп работи треба да ги испити, не те пушта да влезеш. И тоа се прави за да се заштитиш ти, да не се разболиш на некој начин. Не знам, едноставно и затоа го потенцирав се, ова
не е баш поврзано со ова, али само кажам дека нека Твитеров тоа е единствено нешто онака што го осетив како агресија, кога го напишав, како не знам, иначе другата навистина еден медиум кој што сега ми е многу интересен и онака баш би го продолжил. Ќе видиме. Сосема за крај, уште едно прашање. Важите за единствениот хирург кој што се занимава со оваа работа, доколку би добиле работа да отидете од Македонија, што би направиле? Озап на крај го чував. Сосема за крај, никој не ги гледа до крај интервјуто. Затоа го оставив за крај. Да, дека ќе ме скратат. Ете така. Па не знам, ја имаше еден период кога бев веќе, да не кажам со една нога отиден, ме прифатија. Со менеджментот од Тач Баден дефинитивно се најдовме на иста фреквенција, веруваа во ова, ја се надевам го вративме тоа кое што го очекува од нас и повеќе. Сега ми е убаво, така да ќе видим. Така. Сега не размислувам во иднина. Ти благодарам што одвои време и ти благодарам на убавиот разговор во студиото на Репортер. Благодарам на вас.